Несомнено е дека Гоце Делчев е македонски револуционер. Неговиот лик и дело е наше минато и наша реалност. Учесниците на научниот симпозиум по повод 150 години од раѓањето на Гоце Делчев повикаа на обединување и прекин на преговорите со Бугарија. Првиот човек на Ману во своето воведно обраќање повика на обединување за да прекине разнебитувањето на државата кое започнало со Преспанскиот и договорот за добрососедство со Бугарија. Многу сили во Македонија направија сојуз за света војна против македонизмот. Тој сојуз е притаен, доброводен, меѓусебно оркестриран и синхронизиран, медиумски сестрано помогнат. Во однос на Македонија, ќе подвечам дека сегашниот однос на дел од политичарите, па дури и на историчарите, предизвика вознемиреност затоа што таквиот однос ја исклучува иднината од минатото, ставајќи ја таквата иднина надвор од историската сензибилност. Посакува македонците да се обединат околу градењето достоинствена иднина, во која македонизмот ќе биде нашето битисување, Гоце Делчев нашиот корифеј. Гоце Делчев е во колективната свест на македонците, а не на бугарите, вели професор Чепреганов. Според него, преговорите со Бугарија треба веднаш да прекинат, затоа што нас се бара да се откажеме од историјата. Гоце Делчев представува врзно ткиво на македонската национално-ослободителна борба, односно ја обединува целокупната борба на македонскиот народ за своја независна држава. Сметам дека сето она што се случува и во комисијата каде што ќе се разговара и за Гоце Делчев, мислам дека е безпредметно, затоа што нема што да се разговара за Гоце Делчев. Разговорите меѓу комисиите треба веднаш да се прекинат, затоа што гледате ние доаѓаме во ситуација само да не уценуваа. Пораката дека симпозиумот е обврска на македонците за да се пренесе ликот и делото на Гоце Делчев не беа во можност да ја слушнат политичарите од власта, ниту шефот на Македонската комисија Драги Георгиев. Наместо со присуство, премиерот Димитар Ковачевски ги удостои учесниците со скромен писмен поздрав. Инаку, на симпозиумот беше презентирана и поштенска марка од Македонска пошта со ликот на Делчев, а во рамки на 6 работни сесии кои ќе продолжат и во текот на утрешниот ден во Музеот на македонската борба и во Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков, своји реферати ќе презентираат 46 професори од земјава.